Наместо да се редуцира, секој лето на Охридското езеро стигнуваат нови јахти, глицери, катамарани, скутери, бродови, чии што мотори работат на фосилни горива и директно го загадуваат и влијаат негативно на живиот свет во него, предупредуваат екологистите. По кажувањето на експертите од заводов Хидрохидролошки завод, дека една од причините за пастрмката да ја нема и бучавата од глисерите, преголемата бучава, то природно, плашеки се, тие бегаат во длабочините. Таму тие имаат сознание за пастрмки со огромна големина, преку 20, 30, може и 50, не знам, значи повеќе кила. Тие со години ја заговараат идејата за редуцирање, односно постепена замена на овие пловни објекти со пловила кои би работеле на друг вид на погон, за што може да се користат и фондови од Европската унија. Овие глисери што тука ги има, капацитетот на езерото не е за такви големи пловни. Овде ке мислиме дека таквите објекти со таквите големи капацитети треба да бидат, ајде да не кажем, забранети. Се случува да има излевање на течни горива кои ги користат за погон, дали при претоварење, дали при хавари. Но неодамна во езерото заплави првото еколошко пловило на соларен погон. Него го изработија ученици од електромашинскиот училишен центар во Охрид. Секој си имаше своја одговорност, како на пример истражување за моќност на пенти, барање средства против алгите за да не се налепуваат од оздола, осмислување на конструкција за соларните панели. Велат дека со ово покажуваат дека не само автомобилите, електричниот погон може да се користи и при работата на пловните објекти. И све автомобилска индустрија, никој не осмислува за наутиката. Ние смисливме за наутиката да ја префрлиме и таја на електричен погон. Велат дека на проектот работеле околу половина година. Пловилото е со тежина од 240 килограми, кој со себе може да носи 4 патници и без проблем да плови цел ден. Успеавме да направиме целосно електрично возило, но предизвикот беше таа електрична енергија што е потребна за движење на возилото да биде соларна, добиена од сонце. Кога има сонце, имаме инсталирана батериска келија, може да се напојува пентата од акумулаторот и дополнителни 2 сати имаме бесплатно пловење. Целосно автономно. Учениците од Охридското средно училиште на државниот напревар предизвик за млади истражувачи на Фондот за иновации и технолошки развој и освоија првата награда. Со финансиските средства го реализираа овој проект. За сега идејата е ова пловило да се користи како туристичка атракција. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски.